Утре во 18 часот повторно ќе се одржи протест пред цементарница Усје во Скопје. Иницијативата Стоп Усје најави блокада на крстосницата на двата булевари пред фабриката со цел да се крене гласот против загадувањето на воздухот. Еколошкиот активист Александар Тодевски ги повика граѓаните на масовно учество, велејќи дека тишината убива повеќе од загадениот воздух. Од оваа иницијатива тврда дека меѓу најголемите загадувачи во главниот град е и цементарницата, која се наоѓа среде густо населено подрачје во Скопје. Кој секогаш кога закажуваме протест или кога се одржува протест, цементарница Усје испраќа соопштенија во кои вели дека не е загадувач и дека загадуваме ние граѓаните. Нашиот одговор е: знаеме дека повторно ќе го сторите тоа, па ве прашуваме кој што сам си го мери загадувањето за себе ќе каже дека загадува. А кој загадува знаеме и чувствуваме сите. Ние не веруваме во вашите мерења, затоа е потребно исполнување на нашите барања. Она што исто така можеме да го кажеме дека со заеднички сили цело време вршиме мониторинг на Усје и загадувањето кое го предизвикува цементарата. Според таа интегрираната еколошка дозвола, честичките PM2 и PM10 често се над дозволениот праг, но според нив компанијата тоа го негира и вината ја префрла на домакинствата и автомобилите. Од компанијата Титан Усје преку соопштение наведуваа дека обвинувањата на оваа иницијатива се неосновани, без аргументи и пристрасни кон нивната компанија. Негираат дека се загадувачи на воздухот во Скопје. Компанијата ги применува најдобрите достапни практики во производството и користи технологија идентична со она на најдобрите компании во цементната индустрија во Европската Унија. Целосно ги разбираме загриженостите поврзани со квалитетот на воздухот во Скопје, но сметаме дека нападите врз нашата дејност, кои не се засноваат на аргументи и податоци, се неточни и пристрасни и во исто време не придонесуваат за изнаоѓање вистинско решение. Од иницијативата веле дека државата не врши мерење на квалитетот на воздухот во оваа зона, туку ги презема податоците од оваа приватна компанија и ги прифаќа како веродостојни. Тодевски изјави дека институционалните еколошки слабости им овозможиле на олигарсите да остварат профит од 30% во овој случај на штета на виталното здравје на граѓаните. Нивното барање е мерната станица за воздухот кај Усје, поставена од општина Киселавода во 2023 година, да започне со континуирани мерења 24/7 и податоците да се објавуваат транспарентно. Инаку на почетокот на месец јануари, Државниот инспекторат за животна средина и владата одржаа заедничка пресконференција, на која рекоа дека ниту двете редовни, 4 вонредни и ненајавени контроли на цементарницата Титан Усје од страна на надлежните државни и локални институции не утврдиле дека оваа постројка влијае на поголема загаденост на воздухот во Скопје.